Посна е славата, јадиш сармичина, качва килажата, Бога ми со причин. Абе не е лесно да си гурман во живот. Особено не е лесно ако сакаш да изгледаш убаво. Ако некиш не е битно, ама ако сакаш, терсене. Јајда една слава ќе речиш не е проблем. Арнома назад ни е зимата, батиња, тек допрва почнуваат празниците. Таму после Божи кога почне се мрс, да се мрс. А замастивме работа. Него сте то друго ве праша. Свети Никола помине, елките ги накитивте. Тај пуштете по некој сличај таму да видиме што сте направили. Ај може јас ке клам, заборав. Знам дека 100 души ми пишавте, мора сега од кој знака желката со цвеќиња мора да клаиш слик. Арнома кој да допамти? Би рекол дека и памтењето со годините си оди, ама јас од дете сум вако. Мозокот мој како некој негов мозок да си има, тој му кажува што да памти, нема јас што да му кажам. И се што е најбитно што почнува од денес натам. Пред новогодишни журки беба. Значи пред новогодишни журки од работа. И лани се смеевме на овој муавет, ама ќе се смееме и година. Само прво едно шпица да пуштиме и одиме. Пуштајвате. Да ти кажам право, понекогаш и терсе него е си вработа. Самај добро ние што работиме вака по телевизија, обично новогодишните забави ги правиме на програма, на работа. Ко ние пример на 31 што ќе си главиме в телевизија. Додуша со добро друштво, не можам да речам, има убави музичиња и додуша може да ќе славиме, ама пак ќе снима камерата, значи технички работност. Така што многу лигање по кафани не правим. Арно, ама затоа ако си вработен во некоја фирма кај што цела година ти ја дерат кожата, ќе се убиеш од работа и на крај ќе ти речат ајде сега кафана денес, работа бате. Сам тоа кој е некоја поголема фирма евентуално. Овие помалите што се поприватни, ќе се бериме ние, ама сами ќе си платите сите. О ти кој те прашва бе, така кој си ти да ти плаќат од фирмата? Ако ти чини, уште и поклон треба да однесиш на газдата, му си излигаеш, ти шо знаеш, муш ќе ти избрка од работа. Како си имат научено? Дугето мисле ајде сега нема работници, малце ќе стегниме газдите, ништо не стегате бат. Том добро може да стегате, јас не знам Не ви се мешам, стегајте си слободно. Ама сакам да речам, по тоа што гледам, чим сами си плаќате по кафани, не стегате баш како што треба. А овие па по големите фирми многу бистри се направи. Порано плаќа кафана, сега не ти плаќа кафана, ба. Ај ќе викнат кетери. Значи да сакаш доиш да се најадиш, не можеш да се најадиш, пошто тој кетеринг е да боцниш еднаш два пати ти, еднаш два пати другиот, три пати третиот, толку. Исто ќе ти го наплатат тие, не е проблем. Пак наплаќањето по човекот, демек по порција. Само што ќе ти дојсат помалце, само што тие што треба платат нема платат пример за 500 души кетеринг, ќе платат за 300 души кетеринг. Нема доволно за сите, никој нема се најдеш ти ќе му остани. Ама битно, јадењата фенси ќе бидат, знаеш како, богато друштво. И затоа им останува уствари. Од се што гледаш таму, може да едно ќе ти се бендиса, се нема ти се бендиса, сигурно гарантира. Не готвачи да има од не знам каде кој сака некако. Што тие се обично направени фенси јадења. Нема ти клај сланинче, кашкавалче, нешто лепче да знаеш како пица да ти дојде. Нема, тој ќе ти клај сланина со грозје, со јаболко, со авокадо, со нешто, сваќај. Богато да делува. Не е битно ти дали е вкусно или не знам дали ти се мешат вкусоите тебе, ич не е битно. Ти не чиниш, треба да излезиш од комфорт зоната, то арно си е, то така треба да биде. Ти шо разбираш ти? Оти порано овде имал видено авокадо некој или манго или ананас. Граф бат, месо, граф, грашак, такви работи. И сега не викам, има и убави комбинација. Јас лично никогаш не вервав дека ќе мешам семф со мед со месо. Ама ако си направиш пилешко дали обично или крцкао, и ако измешаш семф и мед како сос, има некој ентузијасти што му турат и коњаче внатре или нешто такво, јас не сум алкохол. Кога макниш со пиленцето, брат, ти не знаеш убаво. Што значи има комбинации што можат да се пратат. Јас не викам дека не. Ама треба ги направи некој што знае комбинација направи. Овде кој почна готви мисли дека знае комбинација направи. И мене жената ми бенди сведењата, ама не се прам готва. Исто како што и кој го пофалија дома стана пејач. Ќе му речи мама ќе потапша, леле шубо пееш, другиот астран, леле шубо пееш и ќе оди на идол ќе се пријави. И после тие режисерите таму од позади волци ќе му пуштат. Тоа е батул. Уствари, славење нова година, пред нова година ти иди исто како свадба без невеста што ти. Модерна свадба, извини. Значи не класична свадба со порција со свинско пилешко или телешко или веганско или било какво, пошто луѓето имат сега желби разноразни. Не бате, модерна свадба. Оти кој се речи викнавме кетеринг, тука се претпоставува дека знаеш што имат викнато, ме сваѓа. И луѓето исто така се дотерват како за на свадба. Оти нова година е ти што си мисли. Свадба праиш еднаш во векот. Нова година праиш еднаш во годината, ама нема врска. Кај ќе го
носиш тој за насвадби што го имаш купено фустано или костум и на. Нигде. Ми то треба се носи, то пари се даени таму, што си мислите ви? Океј, имаш изговор да речиш ќомка и Милена на Виктор шминка ми напред. Значи треба повод да има. И ќе се дотерат сите бе бате. Сат на руци, кошулја, ципеле, одело. Жените ќе опнат фустани, ќе почнат да прат торти, фризури. Оние вртените што се наспрат. Оре ќе земат косата од завчера ќе ја виткат така, ќе спијат со пластик и вака во една позиција легнати. За другиот ден кога ќе извате јада се џбун во главата. Море ногти ќе изнапрат. Сега да саш ногти да закажиш негде нема шанса термин да најдеш. Море шминки, море фризури, море што сакаш брат. Ќе се изнаспремат, ќе се натокмат зошто? За да видат од работа во едно поинакво светло. Оди не се гледат секој ден на работа како муми, пукала во очите, неспани, отепани, спиени во суратите, дупнати од работа. Сега тој е еден ден, една ноќ да речиме ќе смени се во погледите што ќе ги добива. Сам да не се сватиме погрешно. Јас не викам дека не треба се дотера човек како ти е мера, кој сака што сака нека вели. Ќе си се дотераш, ќе си се наштимаш како што сакаш и ќе си тераш. Ама ако веќе ти е мера, прај си го то. Не мора чекаш нова година, значи направи го. Има викенди, има празници, има се има. Кој уште посмешно? Што не е ни нова година? Значи забава новогодишна е пред нова година се прави. Истите луѓе ги гледаш секој ден. Изјас дека и душата лавај си. Исто кој што се лабави мажите пример. Маж шопр. Ќе облечи тоа што ќе му речи жена му. Не е ни тој тоа што сака. Ама не се ни замара. Јас што да облечам мори. Клај го тој костумот. Костумот тој еден е што те бери. Еден костум што те бери, клај го. Дори не вика. Само се викало. И ја клаиш тој костум од двај што те бери. Значи петлицата горе не можеш ни да запетлаш, ама ќе клаиш кола, некој ќе се покрие, не е страшно. Од искуство го кажвамо. Ќе клаиш та една кошула или две максимум што те берат. И тие се обтегнати од стомак овака. Тие петлиците вака држат та кошулата да се кабил ќе се расцветат цели. Посилни од љубовта ваша. И сакото од озгора што ни под разно не можеш да го запетлаш. Значи за да го запетлаш то сакото треба олко да е во рамената за да стигни напред. Тоа што ти е тебе точно во рамената стига максимум овде до ребрата. До тука вака оди, до тука нема шанс. Зам пак ќе речем од искуство кажам. Оди јас бев зет лани, не бев пред 500 години. Е тие костуми два што и купив за зет да видам, сега не можам ни да помислам да ги облечам, камоли да ги облечам. Значи ногајцата до над колена оди толку. Сакото вака да го клам, не запетлано, ако се наведна, замина готово. Ама тоа е среќен живот. Најаден, напиен, мераци. Се шо уште полошо со овие модерните свадби или така наречени дочек на нова година со фирма. Што порано на пример кога ќе во однесеа в кафана, барем ќе си седневте како луѓе на маса, келнерот ќе ти носи јадење, пиење и си поража шо сакаш тоа. Денешно време бате, покрај тоа што е кетери, ако ти се јади, јади, ако не, кој те праш? Покрај тоа што можда и пијачката ќе биде ограничена по избор, мислам, пошто некои фирми за да не трошат многу соработват само со одредена фирма, да речеме за алкохол или за шо и да е. И имаш ова и ова, ако ти чини, ако не, кој те праш? Лошото е што покрај сите тие работи не ни можеш да седнеш бе бате. Ти нема маси сега, конјопови клават, да стоиш, да оиш, да стоиш, да ја заболат жена ти нозете од штиклите и да си сјоите. Ема ти ако се заседите таму кој ќе ве трпи до 1-2 сато, не бе батуле, одиш во 8-9 сато до 10-11 максимум си дома. Ти би останали поке за да изеш поке од она да искористиш малце од фирмата. Не можеш поке да слушаш жената ти нозете бол. Оти та се дуздиса, се дотера, кладе штикла 15 за се покажи таму да е уба за тебе. Ама та штиклата 15 бара столица, не бара да стои. Ако стоиш таму готово бат. И так ке си се дотерате, ке си ојте таму и си фатите еден коњопој, кај што се појат коњите. Ке си се групирате според како што си се дружите на работа по двајца, по тројца со жените. Некој обавезно без жена ќе дојди, шо бе жените ги носиме? Јас мислев така ги диме. Се скаране дома со жената. И то сега пред излегвање си имат испокарано за нешто. И тамо нервоза му има речен. Значи ако сакаш оди сам, јас вака не идам. И тој глупио има сам дојден. Не е свесен дека после цел живот ќе му се зборува, ама добро, ќе научи. И ќе се соберите и оговарањата можат да почнат. Го виде газдата. Море, лигуше. Лигуш застана на врата со сите, демек се поздравува. Тој појма нема дали работиме тука или не море, човек не нема видено. Демек среќна нова година. Добре дојдо, демек тој сега ни добре дојде. Едно мило што му дојде на душата. Па мило му е на душата, бе бате, му работите испод цена сите. Како да не му е мило на душата? Да те плаќа ако што треба да те плаќа. Ќе размислам дали ќе му е мило. Ма вака мило му е сигурно. Море, како се има облечено, видија. И после ќе ми речи мажот ми пристојни се на работа. Кој пристојни? Она пристојно е. Како не му е срам да се забре, мажи имате дома, бе. Мажи. Не е срамота вака дали не? Па не дека е порно облечено од не. Ма за не ако, која е таја таму негде кај мажот и што работи така што се облеква. Тука е работата. Ти бе, ти не кажваш дека вакви имате на работа од овие? Какви мори? Кој жането? Остати жането помажи од сите мора. Жането фудбал поубаво игра од сите. На рака можеш вака те турниш од ти се деша. Турка на рака, а? Не одиш ти поке на работа. Што нема брат?
болештиње разноразни. А овие па што се без жени на грешка дојдени си се групираат заедно. Пошто пред жените на овие не може да се збора, ќе му се јави на жена му ќе му каже. Вака сами рзаци кои се соберат по друго. Ќе можеш да ги изоговараш сите раја. Види жена му нове, види. Е наде. Опасна наде. И стално гризат нешто семки пјачката да одиме свеќе. А Исусето види, Исусето не за фрлање, мора остети што е стар. Стара мала жипара. Сато и жена дома млада. Го пери, го пегла му, готви му и гледа греоите. Тој не азел на забава, оти од работа ода. И ќе оди таму и ќе збора за некоја стара што да жипара. Оти мисли дека ако збора за таја некоја таму, дека сите други многу поки ќе оценат. Едо таму е менталниот склоп. Не е свесен дека ако разбери жена му, а ќе разбери жена, дека сите други беа со жени, тој ден и само та не беше. Тек тогаш ќе можеш слободно да збора за стари и за млади, пошто не ќе може да збора со жена. Шо ти прат пусти новогодишни забави. Зато ние рајат сме бе. Још в телевизија, ќе пиеш, ќе свириш, ќе се смееш. Милина, мислам дека доста е за денес. Шо понатаму се дешава на овие забави, ќе продолжиме можда другата епизода. А дотоаш ви останете ми здрави и живи и имајте убав ден. Поздрав!